Добар ден. Продолжуваме со тестовите кои ги правиме надвор од Македонија. Денеска се наоѓаме на Златибор, каде се соочуваме со новата генерација на Hyundai Santa Fe, пета поред. Но, затоа потоа. Да не должиме многу. Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин. Стартуваме со флеш вестите. Членовите на Ауто без жирито представуваат 32 европски земји и тие го сочинуваат најголемото независно автомобилско жири во Европа и во светот по број на застапени земји. За титулата Best Buy Car of Europe за 2025 година ќе се борат 6 нови модели кои своите поени ќе ги освојуваат на дводневното темално тестирање кое традиционално се одржува во Австрија. Citroen C3, Dacia Duster, Fiat Grande Panda, MG3, Opel Frontera и Renault Symbios ќе бидат тестирани во секојдневни услови и подвргнати на специјални тестови на полигонот во Теесдорф на 28 и 29 ноември. Резултатите од гласањето на сите членови на жирито ќе се објават во втората половина на декември. Соочувајќи се со незадоволувачкото ниво на продажба, посебно во Европа, Lynk & Co последниве години забрзано работеше на освежувањето на својата гама. Еден од новите адути веќе пристигна на пазарот, најпрво во Кина под ознаката Z20, а сега и на стариот континент како 02. Нема ништо заедничко со моделот кој таму се продава по тоа име, бидејќи се работи за електричен кросовер, засега само со еден електромотор од 272 коњски сили, сместен назад и батерии доволни за автономија од 435 километри. Базиране на платформата што ја користат Volvo, EX30 и Smart број 1, кои исто така се произведуваат во погоните на матичната компанија Geely. Долг е 4,46 метри и како велат развиен во Шведска, но сепак дизајнерски многу е близок на Zeekr X, кој исто така е на патот кон Европа. За разлика од него, срцата на купувачите ќе ги освојува со својата купеовска линија на стаклениот покрив и поиздашните пакети опрема, како и со цената од 35.500 евра. Познато е дека од прилика на секои десетина години Ферари представува нов модел чија улога е да биде знаменосец на флотата. Традицијата што ја започна F40 сега ја продолжи новиот F80 кој истовремено прекина една друга традиција. Место V12 ќе има само V6 мотор. И тоа мал од 3 литри, но затоа моќен бидејќи со помош на двата турбокомпресора развива 900 коњски сили.
За да биде во духот на времето, се погрижија трите електромотори кои додаваат уште 300 коњи. Сета таа ергела е способна за забрзување до 100 на час за 2,15 до 200 за 5,75 секунди и за максимална брзина од 350 км на час. Ако и покрај тоа некој се сомнева во спортскиот дух на F80, треба да знае дека не постои чисто електричен режим на возење, туку само хибриден, перформансен и максимален. Каросеријата е монокок од јаглеродни влакна со алуминиумски подрамки зацврснати со титаниумски завртки. Има две седишта, но со возачкото е повеќе за украс и пополнување на просторот отколку за употреба. Ослонувањето е активно, исто и аеродинамиката која при 250 км на час генерира притисок од 1000 кг. Изгледот нема да го дискутираме, ниту пак цената од 3,6 милиони евра. Ќе бидат направени точно 799 премероци, за кои се зборува дека сите ќе се резервирани. По само кратко одложување, што ретко се случува, Илон Маск на спектакуларен начин во едно филмско студио во Лос Анџелес го представи роботизираниот такси автомобил на Тесла. Наречен Cybercab, тој нема волан и педали, ниту пак задно стакло и ретровизори, бидејќи не му требаат. Во каросеријата со аеродинамичен облик, сличен на авионско крило, има место за двајца патници кои влегуваат преку врати без рачки што се отвораат автоматски на нагоре. Пресметките на Тесла покажуваат дека експлоатацијата ќе чини околу 20 центи за милја или, кажано во наши пари, нешто над 7 денари за километар. Користењето е едноставно. Потребно е само преку апликација во која се внесува дестинацијата да се повика возилото и толку. Многу прашања останаа отворени, бидејќи никакви детали за механиката и автономијата воопшто не се објавени, а прототипите кои ги возеа гостите на презентацијата ваму-таму, колку за демонстрација, немаа ниту приклучок за полнење на батериите. Според плановите, производството на Cybercab треба да започне пред 2027 година и да чини $30,000. Ке може да го купи секој, но за да го продава на приватни купувачи, Тесла претходно мора да добие дозвола од американските регулатори. Заедно со него е представено и автономно комби со големи стаклени површини и тркала скриени под каросеријата. Наречено е робован и може да прими до 20 патници или да се користи за превоз на стока. За него пак нема никакви конкретни информации. Со представувањето на првиот Porsche 911 GT3 на саемот за автомобили во Женева во март 1999 година започна новата ера за производителот на спортски автомобили од Цуфенхаузен. Четврт век подоцна, Porsche се навраќа на успешната приказка за тркачката икона која се карактеризира со перформанси и прецизност. Сега, 911 GT3, покрај изразените спортски карактеристики, може да се нарача во пакет Туринг со 4 седишта. Актуелниот 911 GT3 е базиран на генерацијата 992. Porsche ја продолжува традицијата на поставување стандарди во сегментот на спортски автомобили со високи перформанси. 4-литарскиот 6-цилиндричен боксер мотор испорачува 510 конски сили и 450 Нм. Моторот може да биде впарен со 7 брзински со двојна спојка ПДК и 6 степен мануелен менувач.
Новиот 911 GT3 забрзува до 100 км на час за 3,4 секунди и достигнува максимална брзина од 311 км на час. Изведбата со мануелен менувач достигнува поголема максимална брзина, но има подолг спринт до стотка. Иновативните тркачки технологии, како што е подпирањето и оптимизираната аеродинамика со впечатлив заден спойлер, го прават GT3 еден од најнапредните 911 на сите времиња. Врската помеѓу технологијата за моторот и хомологацијата за секојдневна употреба е посилна од кога било досега во оваа генерација. Со промената на моделот, Porsche уште појасно ги дефинира варијантите на 911 GT3. За прв пат популарниот Touring пакет ќе биде достапен уште од лансирањето на пазарот. Ознаката Touring пакет потекнува од варијантата на опремата на 911 Carrera RS 2.7 од 1973 година и тоа е дел од програмата GT3 од 2017 година. 911 GT3 со Touring пакет се ослободува од фиксниот спойлер и на тој начин ја зачувува безвременската елегантна линија на 911. Него го менува издождив спойлер, што ја обезбедува аеродинамичната рамнотежа. Интериерот нуди висококвалитетна кожа и класичен спортски амбиент. За прв пат системот на задните седишта за 911 GT3 со Touring пакет е достапен како опција. Ова овозможува секојдневниот спортски автомобил да биде прилагоден уште поиндивидуално на желбите на купувачот за максимално задоволство при возење на кривулести патишта. Опционалните магнезиумски тркала се достапни во Weissach или Leichtbau пакет. Тие намалуваат 9 кг од вкупната тежина. Новата 40 амперчаса литиум-ионска лесна батерија придонесува за индексот на атлетска телесна маса со намалување на уште околу 4 кг. Во најлесната конфигурација, новиот 911 GT3 тежи само 1420 кг. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Новиот Макан. Една нова енергија. Реагираат сите сетила. Моќта те обзема. Тој е смел, динамичен и целосно електричен. Новиот Porsche Macan. Porsche Македонија. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Светски познатиот производител на електронски компоненти за автомобилската индустрија ја отвори својата фабрика во Охрид пред 8 години.
За тој период, наспроти сите предизвици што се случија во браншата, успеа да го одржи производството и високиот квалитет на своите производи што се вградуваат во премиум марките и нивните модели. Како признание за тоа, Комак, подружницата на Костал во Македонија, доби специјално признание за квалитет од британската групација Jaguar Land Rover. Церемонијата се одржа во фабриката во Охрид. На скромна, но значајна церемонија во фабриката на Костал во Охрид, напорите на сите вработени и менеджментот добија признание за високиот квалитет на нивните производи од реномираниот Jaguar Land Rover. Комак, дел од групацијата Костал, наспроти сите глобални логистички проблеми што ја тресат автомобилската индустрија во последните години, успеа не само да го одржи своето производство, навремено да ги снабдува производителите, туку и квалитетот на компонентите што ги испорачува да го одржи на највисоко ниво. Затоа посведочи господинот Марк Ричардсон, одговорен менаџер за квалитет на компонентите добиени од снабдувачите на Jaguar Land Rover. Во неговото излагање тој наведе дека менаџерскиот тим и вработените на македонската подружница на Костал успеа да ги одржат високите стандарди и стандардите наметнати од марката. Признанието што денеска го доделуваме на Комак е оправдано со фактот што секогаш бараните компоненти ги добивавме навреме и со бараниот квалитет. Довербата на нашата компанија е многу тешко да се добие, но е многу лесно да се изгуби. Нашето признание за квалитет се базира врз резултатите што ги остваривте во нашата соработка и довербата која ја заслуживте со вашата напорна работа, додате господин Ричардсон. Првиот човек на Комак и подпредседател за односи со владини институции на Костал на глобално ниво, господинот Виктор Мизо, во своето кусо, но емотивно излагање не ја криеше гордоста што македонската подружница на гигантот за испорака на компоненти го доби ова значајно признание. Се заблагодарувам на Jaguar Land Rover за довербата на која ни ја пружи. Уште повеќе се заблагодарувам на сите вработени во Комак, кои со својата работа и посветеност допринесоа да го постигнеме и одржиме нивото кое секојдневно го надградуваме. Соработката со Jaguar Land Rover започна во 2021 година и во овој период ние испорачавме 3 милиони делови кон британската марка. Оваа награда значи дека ние сме добавувачи со одлични перформанси и не обврзува уште посилно да ја зголемиме извонредноста на нашите производи. Комак има повеќе од 1000 вработени кои редовно се обучуваат за зголемувањето на своите работни вештини. Во перспектива, поради зголемување на обемот на работа и воведување на нови производствени програми за возилата што се градат на новата енергетска платформа, се предвидуваат воведување на нови технологии, креирање нови работни места кои ќе ги мобилизираат младите не само од Охрид, туку и од поблиските градови. Ова е најдобар пример како се сака својата држава. По 10 години јапонската марка конечно го прикажа новиот знаменосец. Новиот имидж на Мурано конечно е тука и неговиот изглед воопшто не изненадува. Тој е ускладен со електричната Арија и новиот Кашкај, па дава надеж дека покрај американците ќе биде понуден и на европејците. На оваа теорија подкрепа даваат повеќе параметри што се интегрирани во новиот модел. Пред се моделот што ќе започне да се продава во првиот квартал на 2025 година од другата страна на Атлантикот е поставен на истата основа како и неговиот претходник, но изгледот на надворешноста и интериерот радикално е сменет, исто така и технологијата вградена во него. Сега го дели дизајнот на предниот дел со споменатите модели.
Големата насмевка на предната решетка и тенките лед светла новиот Мурано го приближи до електричната Арија и новиот Кашкај. Сега контурата му е многу поинтересна, со изразена мускулестост на задните лакови. Влијанието на новиот дизајнерски бран на Nissan се протега и во кабината. Веќе задолжителните двојни екрани, секој се протега на 12,3 инчи, се задолжени за препознатливите задачи. Едниот пред возачот за параметрите на возилото и возењето, а другиот за инфозабава. Вториот поддржува бежична поврзаност со Apple CarPlay и Android Auto. Вградена е технологија на Google и неговите услуги се стандардни. Просторноста и удобството се веќе потврдени од претходниот модел, но во новиот тие се издигнати на повисоко ниво. На некои купувачи нема да се допадне храброста на Nissan, што од Мурано го исфрли стариот 3,5 литарски V6, кога го смени 2-литарски 4-цилиндраж со турбополноч. Новиот мотор произведува 244 конски сили, што е за 19 конски сили помалку во однос на стариот V6. Сепак, тој има поголем вртежен момент за 27 Нм, вкупно 353 Нм, па веројатно ќе обезбеди добри возни перформанси. Добра вест е што гласниот CV менувач е отстранет и неговата улога ја превзема автоматик со 9 степени на пренос, без оглед дали верзијата е со погон на предните или на сите тркала. Овие наведени параметри ветуваат мазни градски манири и динамично однесување на автопат. Мурано не е наменет за теренски предизвици, но далеку од тоа дека нема добро да се однесува надвор од асфалтот. Проодноста е зголемена со дополнителни 36 мм и сега растојанието од лото изнесува 211 мм. Некои серијски остварувања значат дека е поспособен да се снајде во двете средини. Според плановите на Nissan, новиот Мурано ќе се лансира првично во Соединетите Американски држави. За евентуално враќање во Европа не е ништо кажано, но сосема известно е дека Мурано повторно ќе стане глобален модел. Летото веќе не напушти, но тоа не пречеше Мини да ја лансира кабриолет верзијата на моделот Купер. Под мотото "Секогаш отворено" лансирана е новата генерација кабриолети од Оксфорд и изобилува со уникатни карактеристики кои совршено ја отелотворуваат отвореноста на марката. Мини темелното обновување на својата гама го заокружува со кабриолетската изведба на Купер. Го задржа препознатливиот дизајн, но сега мекиот покрив се отвара целосно автоматски за само 18 секунди, овозможувајќи им на патниците постојано да уживаат во ветерот и сонцето. Без разлика дали во град, на локални патишта или на автопат, Мини Convertible нуди посебно чувство и искуство во возењето. Интересно е концепирањето на покривот. Покрај целосното спуштање тој може делумно да се отвори, но и да служи како сончев покрив, што е уникатно остварување во сегментот на премиум мали автомобили. Располага со 3 ефикасни бензински мотори со 4 цилиндри, со што се задржуваат препознатливите возни карактеристики, проследени со импресивен звук на моторот. Дизајнот го нагласува карактерот на новиот Mini Cooper Convertible со чисти површини и нагласени детали. Кружни лед фарови и редизајнираната предна решетка го нагласуваат харизматичниот изглед на моделот со класични дизајнерски карактеристики во модерна интерпретација. Мекиот покрив може целосно да се повлече при брзина до 30 км на час. Значително зголемување на дигиталните технологии создава нови можности за персонализирање на интериерот и ја поедноставува употребата на паметни телефони и апликации. Почетниот модел е Mini Cooper C Convertible, има моќност од 163 конски сили, 250 Нм и забрзува од 0 до 100 км на час за 8,2 секунди.
Mini Cooper S Convertible од истата зафатнина испорачува 204 конски сили, а до стотка спринта за 6,9 секунди и достигнува 237 км на час. На врвот на понудата иконската John Cooper Works фокусирана на перформансите со своите 228 коњи. Теренските возила се популарна категорија, но тие доживуваат голема трансформација што се однесува до своите нови генерации. Исфрлени се теренските својства, но не сосема. Направени се големи зафати што се однесува до изгледот. Таков е Hyundai Santa Fe, петата генерација која во Европа пристигна 2000 година. На пазарот е присутна скоро 23 години и за тој период се продаде во 450.000 примероци. Што се однесува до изгледот, тој е радикално сменет. Кога прв пат ја видов, се присетив на детството, кога се играв со коцките Лего. Па така и ми изгледот и на предницата, но и на целата контура на Санта Фе. Пред се, тоа се светлосните групи кои подсетуваат кој е производителот. Како што забележувате, тие се во облик на буквата Х. Што се однесува до димензиите, тие се зголемени. Меѓуоскиното растојание е зголемено за 5 см, вкупната должина исто така за 5 см, додека широчината од 1,9 метри остана непроменета. Она што е дискутабилно и што можеби на прв поглед нема да ви се допадне, но што повеќе го гледате задниот дел, тој ви прираснува за срце. Робусниот дизајн повеќе наликува на комби отколку на спортско корисно возило, но оној зададен подпис на светлосните групи Х останува и на задниот дел. Багажниот простор е голем, има 714 литри простор, што е сосема доволно да се соберат повеќе од 5 големи куфери. Во внатрешноста има премиум простор. Огромен дел е посветен на патниците на задната клупа и имате чувство како да се наоѓате во бизнис класа. На тоа допринесуваат и целиот тапацир во внатрешноста, кој за разлика од многу компании е направен од кожа. Не од веганска кожа или популарно речено скај, туку од вистинска кожа. На возачката позиција се е подредено да му даде вистински фидбек на возачот. Веќе задолжителните огромни екрани се присутни и во Hyundai. Во еден панел содржани се два екрани од по 12,3 инчи. Едниот е задолжен да ги покажува сите параметри што се однесуваат до возилото, а другиот е на допир и преку него можете да ги командувате сите детали кои ви се потребни и апликации. Му благодарам на Севишниот што во внатрешноста, погледнете го овој панел, има и физички копчиња кои ви даваат многу лесна манипулација на се што е околу вас. Ладицата во внатрешноста собира многу простор, а она што е многу важно за семејна употреба на ова возило е што има и два бежични полначи за мобилни телефони. Она што Hyundai се стреми долго време е да го стигне Genesis, брендот свој на премиум возила. Па целата внатрешност е скроена да биде во знакот на премиум чувството. Дури и сараунд системот изработен од Bose ви овозможува едно безгрижно користење и возење на ово возило.
Санта Фе е спортско корисно возило, не е теренец, но сепак е способно да извршува и задачи надвор од асфалтот. Не може да се каже дека може да оди на сериозни терени, бидејќи тежиштето на возилото е доста ниско и поради пакетот на естетска опременост кој се содржи и од 20-инчни тркала, тоа не е препорачливо да се работи на теренот. Но сепак има погон на сите 4 тркала. Првенствено силата се пренесува на предните тркала, додека по потреба има и дистрибуција на силата на задните тркала. Тоа е направено со помош на електрониката, односно со векторирањето на вртежниот момент. Па така можете и во модусите на возење да бирате 3 опции. Тоа е возење по снег, по песок и по кал. А нормално дека сериски има вградено и контрола на симнувањето по надолнини. Санта Фе го движи 1,6 литрен 4-цилиндерски турбобензински мотор од 160 конски сили, но тој добива и екстра сила од електромоторот кој е поставен во сендвич помеѓу моторот на согорување и менувачот. Системската моќност изнесува 215 конски сили. Овој автомобил не е направен за тркање, бидејќи првенствено е направен да биде нешто поекономичен. Предизвикот е што во палетата на понуда во Санта Фе исфрлени се дизелите. Целата тежина на Санта Фе во ова издание е 2,2 тона. Не може да се каже дека моторот е инфериорен. Напротив, овој склоп дава едни линеарни возни својства, но заборавете ги спортските претензии. Кога возите умерено, во кабината се чувствува смиреност. Вибрациите се на ниско ниво и ви овозможуваат голема удобност во возењето. На тоа допринесува и нивото на опременост калиграфи, кое има се што можете да посакате. Но оние кои имаат поголеми амбиции за своето возило, тогаш ќе ја изберат изведбата со ниво на опременост наречена Ultimate, која е и поскапа. Кога имате потреба од нагли забрзувања, тогаш силата на електромоторот се напојува од 3,2 киловатна батерија, која има доволно капацитет да ве обслужи без никаков проблем во сите оние сценарија на нормално возење, но и на експлозивно претекнување. Се разбира дека овој склоп не е направен за спортско возење. Со забрзување од 9,8 секунди до 100 км на час и максимална брзина од 180 км на час, јасно е дека од Hyundai порачуваат дека овој автомобил е направен не само за лежерно, туку и за економично возење. Инженерите на Hyundai поработија доста и во дотерувањето на подпирањето, па така, овие 2,2 тони тежина се распределени добро и сосема добро лежат на асфалтот. Кога возите култивирано и смирено, немате никакви проблеми со управувањето, иако воланот е електрохидрауличен, па поради тоа
отсуствува малку интеракција со возачот. Тоа не значи дека управувањето не е прецизно и не ги задоволува сите апетити на возачите. Но сепак, кога ќе сакате да возите подинамично, отсуствува харизматичниот звук на моторот, тој како да е пригушен. Да, бензинскиот мотор заедно подпомогнат со електромотор треба да ја доведе економичноста во разумни граници. Последен пат кога го возев овој 1,6 литрен турбобензински мотор, тоа беше во помалиот Тусон и неговата потрошувачка беше поголема од 10 литри, зборам во просек. Но кај Санта Фе, иако е доста потежок, просечната потрошувачка, барем според борд компјутерот, не надмина повеќе од 9,8 литри, што е сосема разумно, бидејќи дизелите се анатемисани и исфрлени од многу возила, па мораме да се навикнуваме на новата реалност. Со цена почетна цена од 75.000 евра, Санта Фе влегува во една нова класа на возила. Hyundai со Санта Фе ја задржува својата персоналност, со смелиот дизајн во надворешноста, но и раскошниот амбиент во внатрешноста, тој се наметнува како еден нов играч и како алтернатива на оние кои сакаат големи возила, а не се спремни да платат 6-цифрена сума. Изгледот од асфалтот може да биде интересен. Гледате дека ова не е некој комплексен терен, но сепак Санта Фе е способна да премине и преку некои теренски предизвици. Наскоро Санта Фе ќе биде присутна на македонскиот пазар, па ќе имаме и нешто повеќе време да ја ставиме под лупа и да ги видиме нејзините квалитети и евентуални недостатоци. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање до следната сабота.